Пчеларите од источниот дел на државата велат дека оваа година се намалени приносите на мед. Причина за тоа се климатските промени како и трендот на покачени цени. Председателот на Меден Исток Ванчо Кировски вели дека намаленото производство и зголемените цени за производство се причина и за покачување на цената на тегла мед која на неодамнешниот саем кој што се одржа во Кочани се движеше од 500 до 600 денари. Така и пчеларството ги следи тие трендови на намалување на приносите, а нормално од друга страна се бара повеќе професионалност и повеќе активности на пчеларите. И во тој правец ќе кажам дека ништо не ни изненадува бидејќи знаеме дека е комплициран процес на производство на храна секаде, па и во пчеларството. Инаку приносите оваа година се добри во низинскиот дел на нашиот регион, додека планинскиот дел се скоро нула. Значи со минимални приноси во планините со мед, меѓутоа нискиот дел, нискоридистиот и рамничарскиот дел дадоа добри приноси на мед. Па цената оваа година ние се трудиме да не ја качуваме многу, меѓутоа економската логика бара друга крајност. Значи ние мораме да одиме со покачување на цената и цената оваа година е 600 денари, значи за разлика од минатата година кога беше 500, имаме само колкото покачуваме негде за 20%, за разлика тоа што репроматеријалите во пчеларството се зголемија за 100%, горивото кој е еден од главните фактори за трошоци отиде 100%, и ние мораме да бидеме со крајните граници на рентабилноста барем во овие кризни економски моменти во кои се наоѓа нашата држава. Одгледувањето на пчели како и процесот на производство на мед е доста комплициран и тежок процес, па затоа пчеларите си го наплаќаат и трудот. Друг проблем со кој што се соочуваат пчеларите е и појавата на неквалитетен увозен мед кој што се продава по маркетите, а ги збунува граѓаните кои што не знаат да го препознаат вистинскиот мед. Добар мед се препознава на повеќе начини, значи прво ќе треба да видите да биде секој мед кристализира. Второ, со протек на времето се заматува. Трета работа е прво што треба да го изострите вашиот вкус со препознатливост. Ако редовно конзумирате чист мед, веќе ќе знаете што е чист мед, нели? Ако сте научени да секојаш купувате од маркетот мед кој малку со сомнителен квалитет или од некој пчелар што има сомнителен квалитет, тогаш вие никош нема знаете што е чист мед. Затоа имаме ние анализи нашите медови, посебно Меден Исток, имаме две анализи за тоа е мед произведен на одржлив начин, каде што водиме сметка да не употребуваме никакви хемиски средства во процесот на тренирањето против пчелните болести. Затоа имаме на нашите членови издадено и брошура. Нашите членови исклучиво работат по брошурата, правиме анализи, военни контроли во здружението и пчеларот не може да го продава од Меден Исток ако медот не ги поминува тие две анализи, значи на резидуи на хемиски средства како што се амитразите кои се недозволени, а 90% пчеларите во Македонија ги користат се уште. И правиме анализа што е редовна анализа на хемискиот состав на медот. И затоа кај нас купувачите може да бидат сигурни дека ни добиваат мед кој е исклучиво природен, како што пчелата го има собрано во природата. Затоа најсигурно и најбезбедно за сите оние кои што сакаат да се снабдат со квалитетен мед, тоа да го сторат купување од познати пчелари од регионот кои што долги години се занимаваат со пчеларство и со производство на мед.